Почитувани гледачи, добро вечер. Еве, ова е време за дебата, како што најави мојата колешка, ќе разговараме на една тема на која долго го мислев насловот, бидејќи мислам дека опфаќа високи политики на западот кон Македонија и смислив едно не многу идеално решение, ама ја нареков политиките на запад кон Македонија и регионот во светлината на бегалската криза. На оваа тема ќе разговарам со мои тројца пријатели и аналитичари, со господинот Сем Вакнин. Добро вечер, Сем. Кој што наместо да седи во некој од меѓународните центри и да анализира што се случува во светот, заглави во Скопје. Сем, мислиш ли да го напушти Скопје или ќе делиш судбината наша? И како се случи ова? Не знам зашто правите разлика помеѓу центарот на Европа и Скопје. Ова е Скопје, ова е центарот, затоа и сум овде. Центарот. Петар Расовски, добро вечер. Петар, освен што е експерт по PR, теорија и пракса, во последно време стана експерт и за диети. Петар, како се снаоѓаш со диети? Како што се гледа лошо. Се плашам дека сега овој новиот данок на маснотии ќе ме погоди вака многу сериозно по џепот. Ако воведат и данок на мислење, сум го јадол стап. Да, државата ќе профитира. Да. Цветин Чиниманов, мој колега уредник во МИА. Цветин, кога стигаш да прочиташ, да напишеш нешто ново што се случува и да гостуваш по телевизиите? Па ќе скратиш на јадење, ќе скратиш на семеен живот, ќе скратиш на забава и занимација и ќе постигнеш. Ај со тебе, има ли нешто ново што се однесува на меѓународна политика? Последниве денови имаше многу седници, дебати, конференции, формални и неформални се однесуваа на Македонија и бегалскава криза. Има ли денеска нешто ново и што денови ќе се случува на овој план, а врзано за регионот и Македонија или нема ништо ново после Амстердам? Кој да предвиди ова? Мислам да знаевме, да не кажуваше некој пред година дена што све ќе ни се случува во изминатата година. Мислам дека никој немаше да верува. Но да, дефинитивно имаме само ментална ситуација во која што драматично се менува позицијата, улогата на Македонија и односот на меѓународната заедница кон нас, пред се со бегалската криза, значи од како што каже Сем Вакнин, станувам епицентар на светот со секојдневни најави дека треба да одиграме некаква клучна улога на запирање на токот на бегалците. Претходно нели имавме со месеци дискусија дека можеби ќе имаме нека клучна улога да бидеме коридор преку кој што ќе се пренесува газ кон Европа. Сега истото тоа само преку истите држави, преку истата нели линија, но многу понеповолна, многу понепријатна ситуација. Втор пат ќе видиме центар на светот после косовската криза, некако не е баш најдобар начин да бидеш во центарот на светот. Па за еден живот често морам да се согласам, дека многу не се собира никако. Сем, ајде ти сепак си скопјанец, македонец, но доаѓаш некако од страна и ако го знаеш менталитетот во Македонија, претпоставувам дека имаш и преднос околу информациите што Западот мисли за Македонија и регионот. Не сака ли Запад? Ќе сака ли Запад Македонија? Не постои место за такво прашање. Не постои место за такво прашање кога станува збор за меѓународните односи. Дали некој сакаш или мразиш, тоа станува збор, тоа е прашање кое што се поставува помеѓу паровите. Меѓународната заедница е интерес. Значи, кога ќе се смени режимот и статутот, например пред неколку години, општото мислење на Запад беше дека Никола Груевски станува се по прозападно настроен. Отварањето на амбасадите, приближувањето до Русија, интересите на Русија, прашањето со гасификација и така натаму. И беше јасно дека ја губат контролата врз Македонија и започнаа со промена на демократскиот режим. Вообичаено американците ги креираат политиките, ги оставаат европејците да ги реализираат. Значи станува збор за ситуација во која што геополитичката ситуација, како што Цветин кажа, колку може поспоро да може преводачката да стигне со малку. Геополитичката слика се промени, посебно во последните 18 месеци и со бегалската криза. Како што се променува геополитичката криза, како што се променува и фокусот. Значи, Скопје станува прозападен режим во обезбедување на стабилност за Македонија. Значи, како што се промени од така наречената демократија, поттикнување демократија,
демократијата, поттикнување на институциите во Македонија и така натаму, че фокусот се промени кон одржување на стабилна земја на која што ќе може да се потпре, која што ќе ги чува западните интереси. Македонија го сака или тоа е начинот на кој што светот и требаме? Видете, јас би се симнала едно ниво малку подоле во однос на анализата. Значи го сака режимот на Никола Груевски затоа што Никола Груевски беше јасно дека не го сака затоа што станува антизападен режим. Значи се приближуваше кон Американците не беа задоволни затоа што се приближува кон Србија, кон Русија, сите во западот не беа задоволни со Никола Груевски, вклучувајќи ги германците. Сите сака да се ослободат од него. Значи започна типична класична операција на промена на режимот, вклучувајќи ги сите оние легални и илегални активи. Значи целиот пакет на промена на режимот кој што се користи во и други земји. Но на крај ситуацијата тргна во обратна насока. Геополитичката слика се промени. Не Македонија. Македонија остана иста. Геополитичката слика во светот се промени. Не само на овој регион. Во однос на бегалците, во однос на кризата, во однос на Грција, значи се промени. И сега одеднаш има промена. Во минатото ја нагласува демократијата затоа што сметаа дека преку велењето на фактот, ставот дека Груевски е против демократијата, ќе се ослободат од него. Значи ја нагласува демократијата. Но сега одеднаш приоритетот не е демократијата. Приоритетот е стабилна и функционална држава со централна власт која што може да одговори и да биде чува, да ги чува западните интереси. Например, ситуацијата со бегалците, например со ИСИС, например со ситуацијата со Русија и така натаму. И да завршиме со една реченица, вчера НАТО е објави новата иницијатива, тоа е иницијатива во која што Европската програма на Европска унија за зајакнување и станува збор за 4,5 билиони долари против Русија во однос на сите клучни сектори на Централна Европа. Значи, ќе се однесува на Балканите, Македонија одеднаш стана многу значајна земја. Но се до пред 2 години не беше. Сега е. Сега е клучен геополитички играч и е многу поважен за стабилност отколку за демократијата. Во однос на другите земји, каде што е поважна демократијата. Петар, јас мислам дека овие зборови сум ги слушал и порано, дека на Западот е потребна на Македонија и регионот заради стабилност воопшто, одошто од демократски аспект. Сем инсистира дека тоа е сега во последно време со бегалската криза. Меѓутоа, Македонија и Балканот секогаш било турбулентно. Со дел од тоа што го кажува Сем, целосно се согласувам. Точно е дека има некаква промена. Прво, основната теза е точна дека демократија и стабилност не одат секаде заедно, особено во земји во транзиција. Ети демократијата е по својата природа, демократизацијата на општеството по својата природа е еден хаотичен процес, во кој се мешаат разни интереси, во кој се мешаат разни мислења, ние не може да се согласиме чашава дали е пола празна или пола полна, камоли за некаква иднина на државата. И дека тие две понекогаш се во конфликт. Точно е дека Соединетите Американски држави повлекувајќи се од Средниот Исток во обид да се спасат од арапската пролет, на некаков начин, сега го поместуваат фокусот на линијата север-југ, на пограничната зона помеѓу руското влијание и западното влијание. Земји како Полска, Романија, Бугарија, Македонија, Турција особено, те влезат во голем фокус на тој интерес. Особено што некако светската политика се движи во некакви циклични кругови. Ние мислам дека во 2016 и во 2017 ќе се придвижиме повторно кон нешто што не е целосно, но наликува повторно на биполарен свет. Бидејќи Русија повторно ќе земе некакво регионално влијание, Владимир Путин сака некаква бафер зона на влијание помеѓу Европската унија и поранешниот Советски сојуз. И тоа ќе ја направи Америка, Соединетите Американски држави многу позаинтересирани
овие земји, почнувајќи од Полска, завршувајќи со Турција, да ги притиснат да реафирмираат својата прозападна ориентација. Тоа е тоа што се случува на генерална геостратешка линија и ние одеците од таа политика веќе ги гледаме. Најголем дел од овие земји се откажа од гасоводот кој требаше да поминува овде. Најголем дел од лидерите на овие земји имаа во неколку недели реченици од тоа дека Америка работи зад нивен грб, до тоа дека Америка е нивен најголем пријател, например Вучич во Србија. Тоа е тоа што се случува на геостратешки план. Мигрантската криза, јас не би ја нарекол бегалска, туку повеќе мигрантска криза, бидејќи голем дел од тие луѓе се и економски мигранти. Тие не се само без разлика што доаѓаат и ги примаат западот како бегалци. Знаеш како они ги издвојува како економски мигранти кои што не може да влезат и бегалците кои што има кризни подрачи и тие мора да бегаат затоа се бегалци. Ама види, таа дистинција генерално и тие веројатно имаат некои економски причини. Таа дистинција не е неважна. Начинот на кој медиумите на западот го пренесуваат ова прашање многу е различно дали ти ги крстиш луѓето мигранти или ти ги крстиш бегалци. Бегалците имаат некакви специјални права по повелбите на Обединетите нации. На бегалци мораш да им обезбедиш пристап, на бегалци мораш да им обезбедиш транзиторен пристап и така натаму. А не е секаде во прашање бегалска криза. И сега целото тоа се спојува некако во Македонија, бидејќи Македонија и по својата географска позиција, а и по својата политичка ориентација е едно од најдобрите места да се запре целосниот бран на бегалците, се разбира заедно со Бугарија. И гледаме дека сега овие односи и со Бугарија паралелно се развиваат, затоа што Македонија ако се запре сама, веднаш тоа ќе се префрли преку Бугарија. Од неколку причини. Прво, Македонија е лендлок, земја која нема поморска граница, поморската граница најтешко се контролира. Ќе ви се истоварат со броче, вие мора да ги вадите од вода. Не само што не може да ги вратите, него тие ако почнат да се дават, вие мора да ги извадите од вода. Мислиш дека Грција на вистина не може да го направи тоа сама? Не може сама. Тоаш притисоците што ги добива Грција од страна на Европската унија не се оправдани? И мислиш дека Грција намерно ги пропушта? Не, ама едноставно. Да не е обострано, мислам дека има. Нема, едноставно нема капацитет. Ќе ти дадам пример. Лесбос. Островот Карши, Атос, тоа е на 10 километри, бидејќи сега малку да ја знаеме и таа регионална подоба. Грчките погранични води почнуваат 5 километри од турската граница. И сега на турците им е многу едноставно да ги товарат мигрантите, да ги истоварат во грчки поморски води и после они идат. Сега, например, Лесбос или Кос, не знам кој беше точно островот, сега да нема да ме цитират. Имаше во еден ден 7.000 мигранти. Кос има 4 полицајци. Толку. 4 се. Двајцата ако се болни има двајца. Значи, непропорционален е напливот на мигрантите со капацитетот на Грција да се справи. Така што и втора, не сум сигурен дека Грција во овој политички нестабилен период за Ципра се многу заинтересирана да се бави со мигрантската криза, бидејќи само таму има многу мала разлика во парламентот, се соочува со социјален немир, се соочува со тешки економски проблеми. Мнозинството во парламентот му виси за влакно и така натаму. А Македонија при тоа е земја каде има теснец со релативно лесно контролируеми граници, е истовремено земја која не е членка на Шенгенскиот договор, а има потпишано договори за реадмисија со сите земји. Значи, од Македонија кон Европа има гранична контрола, а некој ако се протне, ќе ви го вратат назад по договорот за реадмисија на ваш трошок. Во Македонија. И не ги интересира од каде тргнал. Загрижено тоа Македонија. Ама не знам дали важи тој договор. По кој договор е тоа? Мислам дека значи договорот за реадмисија гарантира дека било кој ќе дојде во земја од Европска унија нелегално го враќаат. Извинувам, мислам дека не. Тој беше услов за либерализација на визите. Македонија мораше да ги подпише сите договори за реадмисија за да се либерализира визниот режим со Европска унија. Треба вратат до првата земја членка НЕУ каде што. Мислам дека е така договор. Така. Ма не е Македонија. Како? Не е Македонија првата земја членка на. Треба да е Грција да. Затоа ги враќаме во Грција. Значи тие ќе поминат низ Грција, ќе дојдат во Македонија веќе се излезени. Повторно ќе влезат во членка земја на ЕУ. Каде ќе ги вратат? Ама од Србија ќе влезат во Хрватска. Не се знае. По правило. Не можат од Македонија, особено Бугарија. Значи ако е коридорот земски, да. Но ако не е, тие може да ги утоварат на воз. Ама ние и до сега ги враќаме во Грција. Сите што ги фатиме. Значи, тие ќе ги вратат до онаа земја која најверојатно ќе ги прими. Македонија е обврзана со тој договор да ги прими назад. Океј. Добро. Ајде ќе се По неколку прашања и на крајот Македонија се согласува
да изгради голем бегалски камп ако треба, да го прифати товарот на хендлање на мигрантите и така натаму. По сите тие оски Македонија е добар кандидат со кој лесно се преговара бидејќи има силна контрола на терен, сегашната влада и така натаму, е добар кандидат за ПИОН. Чилиманов, мислам дека не знам дали е баш така, Македонија не прифаќа да го Не прифаќа, Македонија се обврза дека ќе прими до 2000 бегалци на привремена база. Значи ние и две примаме на затисаната сега. Да, дневната доза. И сите најави што сега доаѓаат се дека границата ќе биде поставена од Македонија кон Грција, а дека камповите доколку нели дојде до потреба да се прават ќе бидат во Грција. Целата идеја е дека тие бегалци ќе разберат после некој време доколку навистина ЕУ биде сериозна, доколку нема притисок врз од страна на левичарските партии, зелените партии да ги примиме, доколку ги нема тие драматични сцени со, не знам, качување деца преку жичана ограда, протнување деца, како што гледавме на унгарската граница. Доколку нема, ќе ги има. Не може да ги нема. Бидеме сите, нели, сериозни, кога веќе сме донела конечно една одлука да се држиме на неа, доколку дојде до тоа, дека бегалците наставно ќе сватат дека и Грција е сериозна и Европската унија е сериозна, нека бегалците ќе престанат да ќе си одат дома. После некој време, нели, некој деловите се да се скратат роковите за одбивање на барањето за азил, да се направи невозможно за нив да останат во Германија, во Шведска, така што ќе се скратат парите што ги добиваат, а нема да им се дозволи да најдат работа. Ова се сурово звучи, меѓу другото еден од плановите тој во Дански и Швајцарија да почнат да се конфискуваат парите што ги имаат, но нели, меѓу другото ставот на Доналд Туск изнесен на тие неодамно објавени документи, тајно подкриени документи, нели, во разговорите со Јордоган е дека еден од европските планови е да ја направи Европската унија не посакувана, не прифатлива за бегалците да останат. Едноставно самите да речат со 200 евра да живееш во, не знам, во Баварија, што ќе треш. Ако не те финансираат, не ти даваат да работиш, или треба да крадеш, или треба да ќе те уапсат, ќе те депортираат, или треба да не знам, просиш. Чилиманов, имаше една од тие изјавите за кои што говориш за Туск и останатите од Европската унија, бараат да се помести границата кон Македонија. Тоа некако различно се толкуваше тука во македонската јавност, па и во Грција. Тие се вознемирија доста грчките политичари, па почна и меѓу себе да се препукуваат власти и опозицијата, како и секаде на Балканот, се разбира. Што би значило тоа се помести границата на Европа кон Македонија? Тие дури говореа дека да исклучат Грција од Шенген зоната. Па добра, како незадоволни од тоа како таа се справува со мигрантската криза. Не знам што има таа од Шенген зоната, освен нели тоа правото да патуваат во ЕУ, да работат во ЕУ без, нели се разбира како грчки државјани, не знам кога летаат да идат проверката да биде по-либертелни. Се де факто издвоени од Шенген зоната, не се поврзани со остатокот од Шенген зоната. Македонија веќе постава втора жична ограда кон Гевгелија, веројатно се смета дека топографијата на остатокот од теренот е таква да со помала заштита може да се помине. И точно мислам, јас немам пропуштено ни една шанса да, нели, упатам некој зајадлив коментар кон Грција за време на економската криза, но во моментов, како што кажа Петар, навистина не фер да се критикува Грција, навистина таа морска граница не може да се обезбеди. Ќе видим утре доколку колоните бегалци супатат со бродови од, да речеме, од Турција директно во Бугарија, преку мора да се обидат да влезат, или не знам, преку Грција во Албанија да се обидат да влезат, ќе видиме повторно дека е безмалку невозможно тоа да се обезбеди. Македонија во случајов додека, нели, може во наредните 6 месеци до година дена да одигра таа улога да го забави движењето на бегалците кон Европа. Веројатно да речеме тие што ќе поминат низ Македонија ќе се запираат во Србија, ќе се запираат во Хрватска, но идејата е грото најголемиот дел да се запрат тука, за да направиме ситуација дека на Балканот и во Европа е полошо отколку во Сирија и во Ирак. Јас не верувам Цетин во тоа, но да видиме, сепак сме тука да претпоставиме некои ситуации. За превлушувањето само што кажам на односите меѓу Македонија и Србија, Србија и Хрватска, Хрватска и Босна. Да, тоа домина ефектот да не биде Австрија и Словенија. Значи идејата да се запре тука за да не мора да се постојат граници на секој 50-100 километри нагоре. Сем, значи сега имаме на ваква ситуација, ја така го доживувам тоа. Сега Европа, Америка е далеку, Европа е завртена кон Македонија, ја прескокнува Грција, како некадарна, не знам зошто, и се концентрира кон Турција, бидејќи таму е главниот извод каде што претежно сириците доаѓаат. На Турција им понудија милиарди долари да се обидат да ги спречат
овие кои што доаѓа. На Грција не и понудија толку пари. Но од друга страна па Турција е притисната од хуманитарни организации да што побрзо ги пропушти бегалците од Сирија. Дали е Турција всушност и Македонија као втора земја клучната држава што треба да го спречи најголемиот бранд бегалци? И зошто Турција, што не ја прима со години во ЕУ, сега им е важна? Сметам дека е значено Само да... знам дека мислата ти тече многу брзо, заради гледачите и преведувачки. Во репризата ќе спориме. Сметам дека е значено да се проучат патеките на бегалските кризи. Значи, првите бегалци кои што напуштија Сирија пред 5 години, зошто бегалската криза не се случи пред 3 години? Зошто не се случи пред 4 години? До 2014 година, почетокот на 2014 година, имаше 3,5 милиони бегалци во Турција. Зошто нито еден од нив, значи нито еден од нив не дојде во Европска унија? Не ли ви е чудно? До 2014 година, кај дојдеме до тоа, до 2014 година повеќето од бегалци веќе 3 години престојуваа во камповите. Сушност, на почетокот од 2014 беше строго забрането за бегалците да шетаат низ Турција. 2014? Мислам дека работеа, да. Не им беше дозволено да работат. Кон крајот на 2014 до 2015 година процесот беше либерализиран и сега дел од нив може да работат со подршка од Обединетите нации и така натаму. Секој од бегалците ти рекол дека пред тоа заработеле во Турција. Значи требаше да имаме кризата пред 3 години, а не сега, кога е многу полесно да се работи во моментот во Турција. Сега ја имаме кризата заради 3 причина. Како? 3 причини. Русија, Германија и Турција. Турција ја прифаќа кризата со сиријците како рај за туризмот. Значи, внатрешно ќе ги дестабилизира шиитскиот режим на Асад, затоа што смета дека ќе извршат притисок врз Сирија, ќе го рушат режимот на Асад, значи кој што е непријател геополитички. И второ, бегалците представуваат тампони или заштите на појас помеѓу Турција и курдите. Курдите не може да ја нападнат Турција затоа што треба да поминат преку милиони од бегалци на патот до Турција. Значи, бегалците стана еден вид заштита од човечки штит. Значи, Турција беше многу срекна да соработува со ИСИС до пред некоја година, соработуваше со нив. Значи, беше многу срекна што може да влие врз состојбата во регионот, да се затворат очите, да се премолчат работите. Значи, беше многу срекна да и всушност ги покани бегалците. Но не ги затворија границите за бегалците. Напротив, изградија цели градови, нормални градови, и ги поканија бегалците. Втората причина зошто се случува кризава е Германија. Значи, многу малку познат факт е дека пред некоја година, пред бегалците да бидат поканети во Германија, германскиот министер за економија објави истражување. Во студијата велеше дека би било многу убава идеја да се прифатат луѓе од Средниот Исток, доколку имаат соодветни квалификации и така натаму, со насоки кој каде би отишол да добие соодветно. Зошто? Па Балканот почна да го враќа. Не се поглупи балканците од сириците. Тоа е прашање на дебата. Беше значајно бегалците од Средниот Исток затоа што малку коштат во однос на геополитичката ситуација, економската ситуација за Македонија, например, а да не ги споменуваме хрватите или словенците.
Или пак србите. Бегалците работат за многу помалку пари, се соодветно квалификувани, не ја дестабилизира внатрешната ситуација на Европа у однос на Македонија и Србија и зошто да не бидат допредојдени во Албанија или во Молдавија. Ке се испред... Значи, ке се дестабилизира целиот околу 7 милиони внатрешно раселени европејци во Европа, вклучувајќи 1,3 милиони украинци. Значи, ако се отвори една порта во Европа, треба да се отворат и сите. Но ако ги поканите луѓето од Сирија, значи Германија Германија смета дека ова представува економска можност да ја потикне економијата, да ги развие да ги потикне пензиските фондови и така натаму. Од друга страна е Русија, кој што намерно ја започна ситуацијава пред неколку година, не 3 месеци, им даваше поддршка и помош на Асад режимот и во однос на ситуацијата во Сирија. Целта им беше да не се смири ситуацијата. Односно, колку повеќе дава поддршка на Асад, толку повеќе ќе има и бегалци. Еве, например, што се случи во последниве 2 недели. Русија заедно со Асад ја нападна за 2 дена и добија 2,5 милиони жители. Значи, кризата со бегалците, мигрантската криза не е нешто кој што започна токму кога овие 3 геостратешки интереси се споја. Значи, Русија сакаше да се дестабилизација после Украина, Германија сакаше да си утврди својата позиција во Европска унија, а Турција пак не беше среќна со својата ситуација, но доби финансиска поддршка. Не се толку сплотени во интересите, меѓутоа им се погоди. Турција и Русија во последно време не се во најдобри односи. Бегалската криза е енормен економски дисбаланс кој што се однесува и на кој вклучува и Македонија. Значи, многу од македонците заработуваат многу пари токму од бегалската криза и се уште заработуваат од бегалците. Бегалците се политички геополитички баланс, како например за ситуацијата на Турција, за Русија, кој што има можност да изврши притисок врз Западот, значи се корисни. Значи ништо на меѓународно ниво не се случува се дека не е корисно, не представа корист за некој. Значи ситуацијата со мигрантите беше создадена од небо падна практично, не постоеше до пред 3 години. Одеднаш тие доаѓаат во Европа. Војната е секогаш голем бизнис од кој што многумина профитираат. Па дури и бегалците со оваа теорија дека ќе најдат работа во Европа. Петар, твој коментар на тезите на Сем и како ти гледаш дека ќе заврши ова? Види, тоа е поинтересно како ќе заврши. Мислам дека во текот на 2016 ќе се расплетат некои тензии кои се почнати во минатата година, но дека вистинска кулминација на кризата ќе доживееме дури 2017. Уште не е сега, мислиш? Уште не е сега, мислам. Па таму нема да остане жив човек у Сурија, кој ќе дојде? Да, има уште. Прво, мислам дека Турција во наредниот период ќе стане многу по активна во својата надворешна политика и на Балканот, и во Северен Иран, и во Северна Сирија. Што одамна го сака? Па одамна го сака тоа, но сега внатрешната политичка ситуација во Турција тоа го дозволува. Значи, уништувањето на опозицијата на Ердоган му дозволува да се фокусира малку кон својата надворешна политика. Тука, тој не може да избегне конфронтација со Русија. И заради тоа е интересен за Соединетите Американски држави. Видите, таа негова експанзионистичка политика и помеѓу другото заради пошироки геостратешки ситуации ќе го донесе во неизбежен конфликт со Русија, која досега можеше да смета на Турција дека ќе биде фактор на дестабилизација, сега Турција ќе сака да исчисти својата територија, па дури да навлезе малку во други територии и да си направи некаков заштитен појас. Биејќи тоа за нив, како што вели Сем, шанса да си го решат проблемот со курдите, шанса да го зголемат своето влијание за да го спречат тој наплив на курдско мнозинство, а сега домашната ситуација тоа им го дозволува. И мислам дека дури во оваа ситуација Турција ќе го зголеми своето влијание и во Бугарија и во Македонија. Па и во Албанија, не знам дали во Грција може заради трошки се преклопа со русите. Па, токму тоа велам, дека
таа политика на малку поагресивна надворешна политика ќе го донесе во неизбежен конфликт со Русија. Политички или мислиш дури воен, бидејќи таму мириса? Не може да дојде до некаков воен конфликт, ама ние имавме веќе некакви ситуации. Локално можеби со авиончиња. Некакви ситни инциденти може да се случат на северна Сирија, на Иран и така. Региони. Ја мислам дека дополнително Германија во наредната година, како и цела Европа, ќе стане многу поевроскептична. Повеќе земји во Европа ќе станат евроскептични и таму ќе се затвара можноста за прилив на нови бегалци. Тие најверојатно квотата ја пополнија, контингентот го пополнија и сега ќе биде некаков домино ефект да се затвори една граница, па кога се наполни таа да се затвори претходната, па да се затвори претходната и така натаму, додека не сватат луѓето во Сирија дека бадијала тргнуваат на пат. Така што тоа се трендовите кои ќе продолжат во овој период. Во таква ситуација, бидејќи знаете како бегалците гласаат со нозе, тие кои ќе се запролети тргнуваат на пат. И никој не чека дали во Македонија ситуацијата до тоа ќе биде стабилна, дали изборите се завршени, дали политичката криза е завршена или не. Тие ќе се запролети, ќе стане 15 степени, нема веќе на нозе, ќе се качат на возите, тргнат и ќе ви дојдат тука. Така што мислам дека тоа за нас забрзува ситуацијата. И да се навратам на претходното прашање. Бидејќи споревме околу тоа дали Македонија ќе се согласи околу бегалски кампови, ја не мислам дека таа работа е завршена. Се разбира преговарањето за каде ќе бидат бегалските кампови. Се разбира дека сега во моментот се преговара дали ќе бидат тие во Грција, дали ќе бидат во Македонија. Сега ги гледаме изјавите на Дора Бакојани која го напаѓа сегашниот министер за надворешни работи дека му е договорено дали во Грција ќе бидат, дали во Македонија ќе бидат и така натаму и така натаму. Најверојатно е дека ќе бидат во Македонија. Затоа што тие пак ќе бегаат од камповите, Петар. Тие не сакаат да се ни во Грција ни во Македонија. Види се разбира. Ние им нудиме доста возови и ќе шибаат нагоре. Ние ќе има кампови, ќе бегаат. Видите, како е тоа различно од ситуацијата до сега? Ја мислам дека преговорите со Македонија се токму заради тоа. Ако ситуацијата остане како сега, примаме 2000 на ден, попладнето тие 2000 ги качуваме на воз, тогаш нема поента да се преговара. Има поента да се преговара само ако направиме огромен бегалски камп, кај што луѓето ќе останат додека не им се реши статусот. Тие што можат да отидат во Западна Европа, тие што не, да останат тука додека не сватат дека треба да се вратат назад. Само за тоа има поента да се преговара. Нема поента да се преговара за да добиеме ситуација иста како оваа досега. И моето предвидување е дека во борбата помеѓу тоа дали кампот ќе им го трпнеме условно речено на грците или тие ќе ни го трпнат нас, поверојатно дека ние ќе изгубиме. Дека тие ќе ни го трпнат нас. Бидејќи Грција е една од членките на Европска унија која одлучува каде ќе биде кампот. Ние не преговараме за што да се прави со бегалците, моментално преговорите се водат внатре во Европската унија. Имате фракцијата, да речеме, во Германија на социјалдемократите, како е господинот што беше неодамна кај нас, Михаел Рот, кој што отворено ги повикува бегалците да дојдат. Значи, тие ден денешен, покрај инцидентите во Келн и во Париз и така натаму, се уште повикуваат да продолжи бегалската криза. Они имаат исклучително добри односи со Русија. Тоа е практично руската опција во Германија, кој што се врзани на таа тема дека бегалскава криза мора да продолжи. Односно, доаѓањето на бегалците кон Германија, дека тоа е, не знам, Германија на тој начин ги пере своите раци од гревовите од минатото. Со Македонија лесно, значи Македонија утре да дојде најава од Австрија дека го спроведуваат нивниот план, дека ќе го ограничат бројот на бегалци, дека поставуваат граница кон Словенија, Словенија да почне да го ограничува. Ние немаме избор, ние уште утре ќе мора да затвориме границата кон Гевгелија и да престанеме да ги примаме бегалците тука. Нема да има преговори или разговори, ние не преговараме за тоа да ја затвориме границата. Ние имаме став дека додека Германија, Австрија, нели земјите кои што ги примаат бегалците, велат во окей ги примаме се уште, доколку дојдат нели во Баварија нема да ги вратиме, ние ги пропуштаме. Постапуваме хумано според правилата на Обединетите нации така натаму. Моментот кога тие ќе кажат готова границата од наша страна е затворена, ние ќе затвориме. А меѓу другото мислам дека сем добро ги долови некои моменти кои што сака во оваа ситуација. Пример Русија сака да продолжува притисок врз Европската унија, знаејќи дека со доаѓањето на бегалците јакнат националистички движења во Европа, се слабе Шенген зоната, секоја шанса за единствена европска надворешна политика пропаѓа, мислам, во старт. Турција, можеби видовме тие документи што излегаа дека има Цетин, јас, ти како што велиш, ако Европа престане да ги прима, дека Македонија ќе ги запре бегалците. Мислиш дека Македонија
има сила да запре таков бран на Очигледно бегалци. дека сме во Нека интензивни- Гевгелија термопилите нека биде, нема да ги спречи. Очигледно дека сме во интензивни, сериозни преговори со голем број држави од Европската унија кои што знаат дека ние можеби самостојно немаме капацитет за тоа, но дека Затоа спремат војници, така. праќаат полицајци, Најавата беше и праќаат војници опрема, ги дури некој рекоа дека некоја земја дури брод понудила да ни даде, па нешто На имаше Вардар, смење за околу тоа. билетната кафана. Потоа не вклучија луѓето мозок, чекате малце, тука е Охрид, тука е Доиран, ќе им текнеме, само нека бараат начин да поминат од некаде. Така да не е тоа така наивно и сериозно, но јас воопшто немаме ништо да преговараме за тоа. Ние имаме обврска да ја затвориме таа граница. Значи, ние имаме обврска да обезбедуваме нашата граница, доколку во моментов имаме ситуација во која што Европската унија ги кани сериозни политички фракции во Шведска, каде што се на власт, плачеше министерката. Добро. Отвараш тема што е дел од наслова за кој што говорев. Германија Меркел даде изјава, ние можеме да го направиме ова како вие, не знам. Меркел даде изјави многу, па си има проблеми таму. Точно, ама сега ние мораме да се Својата поставиме. Во Германија. Само што е момент, значи, еве Турција да речеме бара пари, бара отворење на преговори, визна либерализација на турците, А ние да што се бараме? спаза. Ние бараме да бидеме оставени на мира, бидеме оставени на рад во оваа ситуација. Од ова што го опиша Сем, можеби малку прерадикално како обид за дестабилизација, но дефинитивно беше обид за дестабилизација. Сем го припиша на западните земји. Ние имаме искуство со домашни джандари удбаши кои што се шетаат наоколу, делат документи, сакаат да запалат земјата. Очигледно има некаква надворешна подршка. Ние сакаме со ова, за мене ми е нехумано и нечовечки да зборувам дека треба да се пазариме со судбини на луѓе кои што гинат по пат, ги силуваат, ги Ние треба да се напаѓаат. пазариме за себе. Но се Пазарот пазариме секој во се води моментов за интересите на своите да граѓани. бидеме својата оставени држава. на мира. Значи Македонија Ама ти тоа Цвети не го знаеш дали, мислам, ако имаш информација, ја не знам не зашто знам се од каде ова пазариме или информација не. дека се че нашиот Очигледно став е- јасно беше кажан и во сите брифинзи што излегуваат во Financial Times, во германски медиуми, цело време се зборува за кампови во Грција. Значи никој, меѓу другото, од внатрешната безбедностна Говорам причина. за високи политики, дали Македонија со ова може нешто да профитира. Но Не, да запреме малку тука, би сакали на Да таа ни се тема да мавне поразговараме. тука, Ама Мислам, добро, тоа е твоја желба, не за- говорам Мислам дека за тоа е нашите желби, мислам дека тоа е единствен зборам за став реална воопшто политика. во Македонија. Никој не Јас би стигал со сакал тоа. сега да направиме мала пауза, не заради пауза, да го вклучиме нашиот колега Градимир Марковски, кој деновиве беше во Грција, токму кога беа и протестите. Режија, дали можеме да дадете сигнал дека е време да го вклучиме Градимир, ако не да продолжам со дебатата, некој сигнал во... Да, добро, гледам дека е тука. Градимир, ладно ли е надвор? Па, прилично, ама ќе издржиме. Колку во Грција што беше или малку поладно? Па, зачудувачки за овој период може да се каже дека и во Грција беше доста ладно, ама професионализмот бара од нас да издржиме во сите услови. Градимир, кажи ми, ние знаеш која ни е темата за која што разговараме, тераме некоја висока политика, ти беше неколку дена во Грција за немирите, имаше прилика да видиш како во Грција се реагира кога граѓаните се незадоволни од политиките на власта, иако на два пати гласа за оваа влада. Можеш ли да кажеш зашто главно се бунат грците и како бегалскава криза влијае на атмосферата во Грција? Да, Љубише, добро вечер и од мене до тебе и до твоите гости во дебатата на телевизија Нова. Ситуацијата во Грција, како што впрочем знае и пошироката јавност, е прилично комплицирана од неколку аспекти. Значи, освен тоа што земјата се соочува со голем број на бегалци, главно од Сирија и од Авганистан, паралелно со ова се одвиваат и масовни протести против новите даночни мерки предложени од владата на Ципрас и измените во Законот за социјално и пензиско осигурување од страна на земјоделците, главно на кои им се придружи целата грчка администрација и најголемите синдикати. Значи, државата, како што реков, се наоѓа во незавидна положба, се случуваат паралелно протести на противници на изградбата на кампови за мигрантите на територија на Грција, но и на оние кои што го поддржуваат тоа. Паралелно со ова се случуваат и големи масовни протести во Солун и во Атина против новите социјални мерки. Телевизијата Нова беше, телевизиска екипа на телевизија Нова беше во Солун,
не во Атина каде што се случија неголемите немири, иако и овде имаше масовни демонстрации. Спомена и ти дека ова е дел од договорот на Грција со Европската Унија, односно начинот, односно дел од рестриктивните политики кои што треба да ги примени оваа грчка влада, иако најновите најави кои што се слушаат како од грчките челници, така и во грчките медиуми се дека дури можеби ќе се случат и нови избори, односно дел од последните изјави на коалицијскиот партнер на Ципрас, Панос Каменос, се дека се еден вид закана до кредиторите дека доколку грчкиот народ, односно граѓаните се остро против новите мерки, доколку тие се спротивставуваат нова, може да се случат и нови избори. Не знам што би решиле тие во актуелнава ситуација, меѓутоа и тоа е во игра. Инаку ситуацијата во Грција, како што реков, беше тензична. Телевизија Ново изминативе денови во повеќе живи јавувања пренесуваше сликата од таму. Грците, значи, да, повели Лјевиш. Како се чини уште едно прашање, ние сметаме или бар ја мислам од ова што сега го разговаравме, дека во оваа ситуација Грција или Македонија и политиките на Западот кон бегалската криза, имајќи ги предвид она што се случува во Грција и во Македонија, дека Македонија е во мала предност и дека Македонија може да профитира повеќе од Грција. Како тебе се чини тоа? Како ќе заврши оваа приказна? Искрено, имајќи го особено во предвид досега само декларативното поддржување од Брисел или само во контекст на бегалската криза, само во опрема и војници, а материјалната поддршка изостанува, односно ветеното досега многу пати не сме го добиле, чисто се сомневам дека според одредени прогнози ќе се реализираат, односно дека Македонија од бегалската криза би можела дури да профитира, односно и да биде и во поповолна позиција од нашиот јужен сосед и околу проблемот со името. Се наоѓаме во искош. Како што реков, бевме сведоци на сликите на границата со Грција, односно дека голем број автобуси, возови преполни со бегалци во реонот на грчкото погранично место Поликастро чекаат за влез во Македонија. Нашиот државен врв постојано упатува апели сета ветена помош од Брисел да ја добие нашата држава за да може да се справи со бегалската криза. Во тој контекст и денешните изјави на председателот Иванов дека нашите безбедносни сили како војската и полицијата успеале да спречат илјадници илегални премини и се надева дека со поддршка на Брисел тоа и во иднина ќе се случува, меѓутоа би сакал да грешам, меѓутоа сум песимист дека сето ова би довело до подобро позиционирање на Македонија. Можеби во оној предпристапен процес со Брисел ќе има одредено подобрување, но чисто се сомневам дека тоа би ни донело подобра позиција во однос на спорот за името со Грција. Слушајќи ги изјавите на обичните грци во Солун, кои што во известна мера се присликуваат и во нивниот државен врв, се остро против новите мерки на штедење и големите бегалски кампови на грчка територија, но се и прилично остри во однос на спорот за името. Добро. Љубиша, дали имаш уште некое прашање? За сега немам, ти благодарам на јавувањето. Мислам дека ќе немаме потреба да се мрзнеме надвор, односно ти. Ти благодарам за ова анализа што ни ја даде во ТВ Нова и ни отвори некои теми за кои што навистина планираме да говориме. Петар, еве и Цветин, но и Градимир спомена нешто, таман пред да се вклучиме, сакав да отвориме таа тема на профитирање, политичко профитирање на Македонија од целата оваа криза. Цветин спета дека нема преговори за такво нешто, но високите политики се тоа. Секоја држава во кризни ситуации треба да се извлече некаква корист. Сметаш ли дека во овие турбулентни времења се кова железото и дека е можно да почне да се разговара за некаков бенефит од ова што се Македонија добро го справува со бегалската криза во интерес на Европа? Мислам дека треба да се ревидира тоа што го разговаравме малку претходно. Ние малку погрешно поставивме ситуацијата дека ние би требало де факто да се бориме за камповите да не бидат во Македонија. Не е така. Ние би требало да се бориме за што е можно поголем камп да биде во Македонија. Зошто?
Па прво затоа што тоа е економски бенефит за регионот и за земјата. Ние сме мала земја, тие мигранти создаваат некаков мултипликацијски фактори за локалната економија и за целата земја и отварат можност да ни помогне Европската комисија, односно Европската унија со сериозни средства. Тоа е прво. Второ, има и една хумана димензија. Едноставно, како сериозна членка на меѓународната заедница, вие не може да се однесувате кон тие бегалци кои се човечки судбини, да се однесувате како ако може нека гинат во возовите, ама со затворени врати јас да не ги гледам. Не може така да се однесувате. Трето, има политички бенефит за Македонија. Македонија своето активно учество и покажувањето на добра волја и капацитет да ја помогне на Европската унија во справувањето со бегалската криза може да го искористи за политички поволности. Например, можеме да добиеме нешто повеќе од ова што го имаме досега во НАТО, без при тоа да треба да преговараме со името. Например, може да бараме некако стратешко партнерство, како што мислам има Грузија, каде Article 6, членот 6 од НАТО партнерството важи и за Грузија. Ние може тоа да го побараме. Може да побараме некаков дополнителен политички бенефит за Македонија. Така што и тоа како може да се профитира од таа криза? Од услов дека сме ние доволно способни на тие луѓе да им обезбедиме хумани услови, да направиме сериозен процесинг центар, а при тоа да не ја загрози нашата домашна стабилност, безбедност и така натаму и така натаму. Инаку, кога велиме не се разговара за голем број, да претпоставиме дека Германија ќе ги затвори границите утре. Додека стигне тоа до Македонија, тоа се 2 месеци. По 2000 мигранти на ден, тоа се 120.000 мигранти, некаде загубени во преводот. Така што не се работи за мали бројки и не се работи за мали можности. Но прашање ние која карта ќе изиграме во сегашното делење на картите во новата геополитика. Сем? I fully agree with Гласувам Petar. со Петар. I also said it Исто in така interviews го many кажа months ago. во интервјуто пред неколку месеци дека така наречената бегалска криза за Македонија значи можност. Значи бегалците значат економска можност, геополитичка, затоа што Македонија може да добие соодветна финансиска стимулација за помошта. Значи се обидува да ги пренесе, да ја пренесе косовската криза во не успеа да ја пренесе практично во макроекономијата. Тоа беше ужасен пропуст. Но мислам дека Македонија треба да научи од тоа искуство и сега да ги примени. Не само за економски, дали станува збори за геостратешки и политички бенефит. Да, секако. Треба да се искористат тие предности. Се на менито има своја цена. Сакате да ги процесуирате бегалците, ова е цената. Но мора да постои јасна стратешка визија. Што е она што Македонија може да побара? Што е тоа што треба да го добие? Би сакала да го добие. Дали ќе добие А кој е планот Б? Значи сега доаѓам до еден елемент кој што е проблем. Кој ќе го направи тоа? Ги го зема прашањето. Кој ќе го направи тоа? Значи владата целосно е дестабилизирана. Има техничка влада и транзициона влада. Нема вистински премиер, нема вистински министри, значи никогаш и не постоел вистински парламент, значи нема многу однос на создавање на стратегии и однос на долгорочни планови. Западот сега не бара демократска влада, демократска Македонија, бара стабилност. Значи ја посакува претходната влада. Не требаат избори, можеби, не треба ништо, тоаш Како да се? Не реков дека ја сака претходната влада, реков дека сега фокусот е на стабилност. Доколку Груевски или ВМРО, односно ги добие изборите, и тоа е крај на приказната. Значи нема да има притисок од меѓународната заедница да се следи. Значи тие бараат стабилност сега. Значи сепак мислиш дека таа влада гарантира стабилност. Промена на власт не би значило стабилност? Како и да кажете за владата која што предходеше на техничката влада, значи владата на Никола Груевски, дека била антидемократска, тоталитарна. Само те прашам, кога мислиш стабилност, дали мислиш на оваа влада сегашна или мислиш на било која влада што гарантира стабилност? Било која влада. Значи сега немате влада. Која беше досега, мислам на владата на ВМРО со Дуи. Значи прашам, дали мислиш Не. Кога видиш дека Запад бара стабилна влада, било која влада што ќе гарантира стабилност или мислиш точно на претходната влада на ВМРО и Дуи? Било која влада. But
Но, доко ВМРО ги победи на изборите, и Никола Груевски повторно стане премиер, не очекувајте меѓунаредната заедница да продолжи со промена на Тој што режимот. ќе добие на изборите. Значи, ќе го прифатат тој кој што ќе дојде. Затоа што им е потребна стабилност, а не демократија. И иако дури Груевски да продолжи со со тоталитаризмот, овој пат ќе го прифатат и ќе дозволат да изврши контрола на медиумите, се сега ќе биде прифатено. Дали ќе го искористи бенефитот од кризата за која што сега говориме, значи дали ќе се снајде. Не се прашање само 2 месеци до изборите. Кризава ќе потрае. Значи преговорите за Со ова не се согласен. Значи ова се битните 2 месеца за овој проблем. Мислам дека наредниве 2-3 месеца се битните месеци и сметам дека фактот дека немаме никој на власт, значи има вакуум во власта, дека сте протекторат, фактот дека немате долгорочни планови. Овие факти се за жал многу несрекни моменти. Значи, треба да се донесат за кратко време, за неколку дена да се донесат важните избори, одлуки. Значи, за прв пат, како што кажа Петар, некогаш, сега имаме јасен избор, Европската Унија се соочува со јасен избор. Грција или Македонија, тоа е една прекрасна можност за Македонија, затоа што Македонија би напреднала пред Грција, затоа што тие се дисфункционални, антиевропски. Ние сме тука, ние сме функционални, ние сме проевропски, ние ќе волонтираме, тогаш ќе има соодветна корист геополитичка за Македонија. Во изјавите на Хан се насетуваше потребата изборите да бидат што поскоро, значи 24 април, за да се затвори ова прашање за кое што говорите. Не мислам дека станува збор за кампоња, туку станува збор за стабилноста. Имаме влада со која што ќе преговара за виталните прашања за кои што говорите. Колку Фрчковски зборува за јуни. Јуни значи уште дополнителни 4 месеци на нестабилност. За Европа. Август исто така значи дополнителни месеци на нестабилност. Колку подолго се одолговлечуваат изборите, станува збор за се поголема независност. Македонија не може тоа да си го дозволи, затоа што станува збор веќе за протекторат. Во овој момент Западот ги донесе одлуките, не Македонија. Значи не може да си дозволи да биде дестабилизиран. За жал, за опозицијата постепено се смета како постепено се гледа како дестабилизирачки фактор. ВМРО делува на начин кој што соработува, има договори, се исполнуваат, соодветните распореди се усогласени, вклучувајќи го и специјалното обвинителство. Но генерално зборувајќи, тоа е ВМРО кој што се придржува до преговорите и до договорите. Додека опозицијата е она кој што представува дестабилизирачки фактор. Значи, тоа е ситуацијата. Се согласувам со Петар дека геополитичкиот аспект е особено значен. Интересот на Македонија да го отвори процесот. Ова, мислам дека спротивно тоа Цветин што го говори. Во прилог на ово што го говорат двајца соговорници, дали сметаш дека изјавата на српскиот премиер Вучич, уште кога ние се опиравме, кога велевме нашиот председател, ние не можеме да примиме многу бегалци 1500 до 2, Вучич веднаш излезе и рече ние ќе примиме повеќе. И можеме да се справиме со тоа. Без разлика на тоа што таа мала опозиција во Србија му опонираше на тој став, го критикува, дали со тоа сакаше да биде поевропски од тоа што ние сега сакаме да бидеме или за што станува збор? Има повеќе сенс кон европските барања? Знаете што првин го спомнавме Фрчковски да Вучиш на Фрчковски ти беше поинтересен. Сака барав за кого да нешто чисто пати сум критикувал, има една нишка во СДСМ на луѓе, да речеме Фрчковски како човек близок до нив, кој што својот зенит во политичката кариера го има доживено период 99-2001 година, кога мислат дека амбасадори, државни секретари, советници за национална безбедност во Америка, германски политичари и така натаму, можеле буквално да им мобилен телефон во било кое време да им репортираат, да им кажат што се случува, бидат фактор на стабилност. И да, мислам дека ова размислување сега што го слушнав тука, без малку да ги задржиме тие бегалци тука, иако сме согласни дека тие утре најредо би напуштиле кон Србија, кон Хрватска и така натаму, и потоа да преговараме околу нив,
Мислам дека тоа е далеку надвор од било кое размислување во Македонија и на јавност и на власт, освен да речеме на оваа една група луѓе кои што за нив секогаш ќе биде 99-та, секогаш ќе биде кога не знам Клинтон доаѓал тука, секогаш ќе биде 2001 кога Хавиер Солана им се јавил на телефон и кога Џорџ Робертсон им доаѓал и мораме некако да ги изличиме од тој начин на Мислиш на размислување. Семи, на Петар? Не, на СДСМ пред се. Добро, Они може да коментираат, немаат некое влијание, претпоставува. Но фактот е дека СДСМ има многу вакви луѓе. Фрчковски беше кандидат за председател, Стево Пендаровски е човек кој што веднаш ми доаѓа на ум. Тоа кореспондира со Радмила Шекеринска, така размислува. Дури Зоран Заев се шета со мобилни телефони, вика видете што порака сум добил од некој од надвор. Јас мене ќе прават фактор во Македонија. Значи мора да се избават од тоа погубно размислување, кое што меѓу другото ги доведе во оваа ситуација која што се ми опиша дека почнаа нешто, сметаа дека западните земји ќе видат како се вика сега чадор, поддршка, дека и сега денес се минува геополитиката, сега што ќе правиме? Сега што ќе правиме? Добро, ајде, нема да коментирам јас. It's your turn, I know, but Не мора, да разговараме. Може би малку подоцна би сакал да позборувам доколку се согласувате за психологијата на Македонија, македонците во однос на странците. Значи има тука некои ситуации во однос на доколку постои простор. Океј, Малку важно. подоцна. Петар, Види, значи, јас се согласувам дека е непријатно да разговарате за ситуација во која 100, 200, 300 имигранти ви се тука. Тоа е една култура која ние не ја разбираме. Нормално е да се плашите од тоа да имате луѓе кои се во една девастирана, очајна ситуација, кои можат да направат некаква локална настаненост. Еве видовме во Германија имаше некаков инцидент и така натаму и така натаму. Muslims also. Мон? Muslims also. Исто муслимани. Муслимани кои за нас е една непријатна категорија да се разговара и така натаму и така натаму. Но мора да имаме предвид дека ние сега не разговараме за тоа дали на една партија тоа и се допаѓа или не. Да, се разбира, опозицијата е фактор на дестабилизација во моментот. Јас не мислам дека секоја дестабилизација е лоша. Не мислам дека секоја дестабилизација оди на сметка на доброто на државата. Понекогаш демократските промени бараат некакво комешање на ситуацијата. Точно е дека сега пред да има космос треба да има хаос. Точно е дека во моментот меѓународната заедница е позаинтересирана за стабилност. Но мене воопшто не ми пречи, суштински за државата, за Македонија, не ми пречи меѓународната заедница да биде заинтересирана за Македонија во овој период. Мислам дека имавме многу полош период за државата воопшто кога меѓународната заедница беше незаинтересирана за нас. Тотално. Кога бевме на значи агендата ако е до овде, ние сме некаде доле на масата. Значи мислам дека Ама затоа што види, еве сега затоа што имаше безбедност. Да ти објаснам зошто мислам дека беше. Дека сме, значи, Македонија сите клучни поместувања кон евроатлантските структури, партнерство за мир, Европска спогодба за стабилизација и асоциација, почеток на сите ги доживува во моментот кога на меѓународната заедница и е потребна. Мислам дека сме сега повторно во таква ситуација. Мислам дека би ми било жал кога таа можност не би ја искористиле за да добиеме нешто повеќе за државата. Например, подобра ситуација во НАТО, подобра ситуација во Европската унија. И мислам дека било кој тоа го заговара за државата не може да им мисли лошо, без оглед на тоа што е тоа една непријатна ситуација и голем предизвик. Се разбира дека е голем предизвик. Се разбира дека тоа не е, ние би сакале тоа да го добиеме затоа што ние мислиме дека го заслужуваме. Но треба и да се одработи. Нешто, Петар, ти сега зборуваш да речеме да добиеме нека варијанта како Грузија со НАТО, да речеме да важи заштитната таа клаузула, без да бидеме формално членка. Па види, ние, пример, со Европската унија тоа го имаме. Ние можеме да патуваме во Европската унија слободно. Извезуваме во Европската унија слободно, додека регулативата на Европската унија не мора да важи за нас. Бираме што сакаме да имплементираме, што е соодветно за нас. Видовме дека е страшен проблем кога неподготвена земја како Грција ќе ги примени сите регулативи на ЕУ, па уште и валутниот режим. Со гледна точка НАТО, две страни сме покриени од НАТО, од една страна од три страни сме покриени од НАТО. Од една страна половина е протекторат на НАТО, половина е Србија која што
нели, а било, а не било. Така да, не гледам зошто не би можеле, дали ние, какава девастација ние треба да претрпиме тука со Верушевски, со Заев, со бомби, до тепање да дојдеме. Зашто ги мешаш Верушевски и Заев со мигрантската криза? Каква девастација е да направиш процесинг центар за мигранти? Кај што ти ме обезбедиш хумани услови и при тоа ќе станеш сериозен партнер на меѓународната заедница. Каква врска има тоа со Верушевски и со Заев? Ама ние од еден обид на бегалците да пробијат кордон на границата, направивме драма, во сите телевизии, во сите медиуми се врташа, дека се не знам што се случува, дека не знам што им правиме, не знам колку ги малтретираме, ги тепаме, десетици извештаи на Human Rights Watch. Замисли што ќе биде со мислам дека тоа нема врска со локалната политичка сцена. Мислам дека е тоа за Македонија некаква можност. И второ, што сакам да ти кажам, членството во Европска унија и НАТО не е мени, па сега одменито број 1, број 3, број 7 ми се допаѓаат. Па, види, за тие држави кои тие ќе платат цената за тоа, Грција плаќа цената за тоа. Значи имаат мерки за штедење последните 5 години. Од што го земала ала карт, целота не бирала сакамовани. Па види, мислам дека има повеќе земји каде политичките критериуми за членство им се покажале како посериозен бенефит, например Бугарија. Уведувањето на валутен борд и без исполнувањето на целите критериуми економски, макроекономски и така натаму и така натаму, им донесе некаков бенефит. Беше пред да бидат членка не, тоа е во ред. Во секој случај партнерство со меѓународната заедница не значи само да зимаме. Нешто, ние примивме бегалци во Македонија во момент кога Соединетите американски држави, кои што не ги спомнавме, значи разговараме, внимавајте, за Турција, за Русија, за Германија што планира, големата држава ја нема. Гаранторот на безбедноста на Блискиот Исток не постои во моментов. Тоа е трагичниот момент. И сега, значи во момент кога САД беа во полна кондиција, 99-та година Европската унија беше во полна кондиција, имавме гаранција од председателот дадена дека бегалците ќе се заминат за 3 месеци, што е меѓу другото најхумано решение за нив. Стандардна меѓународна пракса е бегалците да се примат во најблиската држава до матичната држава и културолошки, и логистички и така натаму, додека некој пред САД не дојде, ја заврши работата што има да се заврши во државата која што е девастирана, за тие се вратат дома. Не е стандардна пракса тие да бидат упатувани како во 6-тиот, 5-тиот век пред нашата ера во Европа, па потоа да застануваат некаде, дали ќе бидат во Србија, дали ќе бидат во Македонија. Најхумано е за нив да бидат во Турција краток период, додека не се обезбедат услови за нивно враќање. Не гледам што е за нив хумано да имаме еден перманентен камп во Македонија каде што, не знам, 100.000 бегалци би биле примени. Не знам, тоа ти е во ред тука. Сам прво и прво за нив да ги земеш, си бител Баварија, си ги однал во Македонија и тие ќе седат тука и ќе прават што? Добро, но не ми имаме добра економска ситуација. Може, па имаме добра економска ситуација. Да, економска зона да им отвориме. Па трети, нели? Малку се шегуваме, меѓутоа не знам ли станува збор за 100.000. Не знам. За која бројка на бегалци? Да не ли цитираме со бројки, јас направив некаква 10.000, 15 имаше веќе на границата меѓу Грција и Македонија во изминатиот период. Дневно се 10.000. Па не е дневно, седа еден месец 15.000, не ни осетивме, по 2.000 влегува секој дневно. Да, повели се. Може да се вклучиш со... Прво, постои една тајна предпоставка дека Македонија ќе одлучи дали ќе има кампови или не. Не е тоа одлука на Македонија. Западот ќе одлучи. Посебно Европската унија. Доколку Европската унија одлучи дека е ултимативен интерес, особен интерес за Европската унија да има кампови во Македонија, ќе има кампови во Македонија. Точка. Некој не прашува. Никој не прашува. Ова е одамна одлучено. Значи, од моментот кога вашите политичари ќе отворат земјата кон странската политичка интервенција, кој што го одлучуваат кој ќе биде премиерот, кој што ќе биде, на која позиција, што ќе прави позицијата коалицијата, практично станува збор за проституција. Значи, како земја не можете да се вратите назад и да бидете честна жена. Значи, вие сте протекторат. Вие сте протекторат. Не сте повеќе држава. Протекторатите немаат независност во однос на странската политика. Затоа што се протекторат. Жалам што го велувам ова. Вие сте протекторат, економски, дефинитивно, геополитичка, дефинитивно во однос на сите битни мрежи, сите битни мерки сте. Тоа е моје мислење. И мислењето на повеќето странци. Вие сте многу повеќе, многу поголем протекторат, посебно во последниве 12 месеци. Зошто?
are you not protectorate? Во која смисла не сте протекторат? Your prime minister Вашиот премиер receives instructions from the добива насоки од Европската унија кога да даде отказ, што да направи, како да направи, што да подпише, кој да го назначи на која позиција и слично. Вашата опозиција добива насоки од Европската унија, што да подпише, што да каже, со кого да разговара, со кого да не разговара, кој да назначи, кого да отпушти. Значи, вашите уставни тела, структури се практично се кукли во рацете на меѓународните структури. Значи, кој да биде назначен, според кои одлуки, во која разумна смисла вие не сте протекторат. Не, добро, You are not protectorate. Добро, не сте протекторат. This country which is not a Оваа protectorate земја кој is што not не in е the position to протекторат, не е decide whether кој што to е open a camp протекторат, or not. не е во позиција да одлучува дали ќе отвори камп или не. Значи, станува збор за, според моето мислење, дали ова треба да стане особено битна, значајна компонента, не во оваа фаза, но дали треба да стане битна компонента на Европската унија, геополитичките одлуки, дали ќе има кампови овде со или без согласност на Македонија. Значи, сметам дека овие дебати се малку теоретски, да не кажам, илузорни. Значи, имате две опции. Како македонци, да чекате додека повторно странците не ви кажат што треба да направите и да ги отворат камповите за вас, или сега можете доброволно да ги отворите камповите и тогаш ќе бидете во позиција барем да можете нешто да добиете од нив, барем нешто. Што може да се добие од нив? Тука се согласувам со Цветан целосно, дека доколку се одлучи да се отворат камповите без јасна дефиниција кој и што ќе биде присутен, кој ќе биде присутен во камповите, што ќе направи, како ќе се реализира и така натаму, се тоа треба целосно да биде усогласено. Значи, кога отворите процес на прифаќање. Значи, представува шок, може би за вас ова, но постојат 7 земји во Европската унија кои што се во процес на отварање на кампови за бегалци и за внатрешно раселени лица, вклучувајќи и Полска, Романија. Тие се во процес на отварање. Се случува. Значи, кога се отворат таквите кампови овде, да ги, ако ги земеме во предвид размислувањата на Цветин, точно. Но штом ќе имаме јасен протокол, како бегалците ќе преминат границата, како ќе бидат процесирани, како ќе бидат регистрирани, каде ќе отидат, што доколку одбие да замине, која е политиката за депортација, значи, секако дека ќе, без разлика дали сакаме или не, ќе имаме да кампови за депортација. Значи, имаме 20 милиони бегалци, имигранти во. Значи, тоа е првата точка. Мојата првата точка, подобро е да волонтирате во однос на тоа што ќе го правите секако, ќе морате да го направите. Втората работа која што сакам да ја споменам, ризикот од бегалците да останат во Македонија е навистина минимален. Не знам ниту еден бегалец кој што сака да остане овде. И што би било најлошата ситуација, тие би избегале од кампот и би ја напуштиле државата. Значи, најлоша ситуација би било, например, да си создадат свој дом во Шуто Рижер или во Чаир. Не сметам дека тоа ќе се случи. Се согласувам во однос на ставот на Петар дека пред да истече времето би сакал и да го предадам просторот на моите колеги во однос на македонската психологија, во однос на странците. Патувам редовно, веќе долго време и имам македонци кои што ги нарекувам пријатели, кои што и успеав да го видам ставот на македонците во однос на странците. Станува збор за амбивалентност. Значи, ако имаме проблем, странците ќе го решат. Ако имаме проблем со економијата и невработеноста, странците ќе дојдат да го решат преку странски директни инвестиции. Ако имаме проблем со политиката, странците тоа ќе го решат, тоа се нарекува договорот Пражино, значи екзистенционални проблеми. Но во исто време, во истиот момент, кога ги сметате странците дека се крави и молзници, во исто време и
are suspicious of foreigners. станувате сомнителни за странците, дури и во некои чудни, во одредени моменти. Македонците се сепак мирни луѓе, не се мразат, но сепак редовно се сомневате. Се целата ова токсична збирштина на дека странците ке не спасат, а сепак не ги сакаме и се сомневаме, се тоа предизвикува нешто што се нарекува пристап на избегнување во психологијата. Се приближуваме со цел да ги искористиме ресурсите за да го решиме проблемот, но штом кога завршат работата, вие се повлекуваат Ако може да и искористиме, станувате, добро, ако не... почнувате да се сомневате во нив. This is bipolar behavior. Значи ова е соодветно ова е однесување кое што вие не треба да or suspect. не треба да ја наведнувате главата, да барате помош и да се сомневате. Значи можете да најдете некое средно Само со мене решение. не се сложи кога реков дека Македонија не е протекторат. Кажам дека е протекторат. Не се сложи со мене кога реков дека Македонија не е протекторат. Малку сме го разгледувале тоа во некакви пошироки социјални конотации. Значи, тој пасивно-агресивен однос кон меѓународната заедница може да се заклучи дека доаѓа од стравот од предавање на суверенитет. Значи, македонците и кон државата, и кон државниот апарат, и кон политичките партии, најмногу кон меѓународната заедница, се однесуваат во хобзијанска смисла како кон левијатани. И тие бараат повисок авторитет на кого би ми го предале својот суверенитет да одлучува. Значи, ако може, мене тоа што ти ми се даде на менито, јас да сум рад, некој друг да одлучува и некој друг да биде виновен. Фрустрацијата која се раѓа од предавањето на суверенитетот се враќа назад како еден многу пасивно-агресивен комплекс кон сите нив, бидејќи предавањето на суверенитетот истовремено те остава многу ранлив, многу оттаму тоа биполарно однесување кон таа. Ако може све вие да завршите работа, ама при тоа не верувам дека се разбира. Секој кој ќе го предаде својот суверенитет на таков начин, дали кон државата, дали кон институциите на државата, дали кон партиите, дали кон меѓународната заедница, знаеш, ма кога ќе си ја ишкате одговорноста од себе, кога ќе ја тргнете, се разбира дека потоа правите еден love-hate relationship со оној на кого сте му го предале тој суверенитет. Јас околу оваа психологија не би се задржувал многу, иако е интересен како феномен, затоа што говорите генерално за македонскиот народ. Мислам дека тоа е во ред, до сепак надворешната политика на Запад има контакт со одредена политичка гарнитура со која што преговара, разговара или помалку разговара или наметнува некои ставови. Ако и власти и опозицијата се поданички расположени кон меѓународната заедница, иако во јавноста не се стекнува таков впечаток, подобро би се рекло дека опозицијата е таа која што барајќи спас во демократијата, сосема се отвори кон странците, па влезе во ситуација да биде малку разочарана од дел од тие странци. Но истото се случуваше и со власта. Таа која не ја сакаше меѓународната заедница, гласно ја одбиваше и се противеше на било какви одлуки на некои странци кои што дошле тука, не знам да ни наредуваат, сега излегува дека се преврте работата. Или дали тоа само впечаток во јавноста, Петар Цветин, или навистина се случи нешто чудно. Хан, во кој што опозицијата се крстеше дека ќе пресече во нивна корист, не го направи тоа. Но подоцна дојде род кој што пак искара власта. Има ли една биполарност не само во Македонија, туку и тоа што ние го нарекуваме меѓународна заедница или Запад. На кого сега да му веруваме? Могерини говори едно, Курц вели друго. Темата на односот на меѓународната заедница кон Македонија не сакам да ги тема за една спојам, цела дебата. Но, мислам власт, опозицијата и странците се наједноставно колку што можам да го представам. Прво, имаме илузија дека меѓународната политика кон Македонија е некаква кохерентна, монолитна ситуација која се договара во еден Па во центар. терминот произлегува меѓународната заедница рече. Значи ние така ја доживуваме сега. Тоа може да стане збор за This is invention of your media. Така, тоа е наша. Па ние живееме во медиумите. Например, јас мислам дека политиката на САД кон Македонија и политиката на Европска унија кон Македонија се разликуваат по неколку клучни основи.
И мислам дека тоа лесно се забележува кога ги следите нивните изјави. Ние Not to mention UK and EU. Да, Така ние е. спомнуваме Велика Британија и и Европска зависи кој е на унија. власт разлика и воопшто не мислам дека тој конструкт ние сме го направиле. Меѓународната заедница баш од овој левијатанска побуда. Ние да ги ставиме некаде таму на тронот и они ќе мислат. Но и истовремено мислам дека е илузија да разговараме за како што вели се емоции. Значи меѓународната заедница преговара со warlords во Авганистан. Тие преговараат со оној со кој може да им заврши работа. И во таа смисла, да, во еден момент некоја политичка гарнитура повеќе е поклопена со нивните интереси, во некој момент некоја друга политичка гарнитура повеќе е поклопена со нивните интереси. И мислам дека такви премини воопшто не треба да се изненадува. Тоа е пак теорија. Овие две политички структури во Македонија кои што пледираат да ја држат власта, да ја преземат и да ја задржат, имаат гласачи и народ. Значи имаме два народа во Македонија. Едни за едните, други за другите. И едните и другите се надеваат во една од тие опции за кои што говориш. Македонија нема народ, Македонија како да ги има поданици. вкрстиме сега? Не поданици. Значи сите очекуваме од таа меѓународна заедница која што не е монолитна. Кој некого му се обраќа? Имаше еден момент сега, имаше една неодамна емисија со Кесковски објаснува, нели, Рачиновата повеќе пати повторувана приказна, која представниците, нели, на меѓународната, на НАТО, на ЕУ, им даваат на македонските власти 48 сати да го освојат Рачинова, доколку не успеете, жалеме другари, ние превземаме тука. Во моментов имаме ситуација во која што да речеме на СДСМ им беше даден пас од година дена, викате дека имате бомби дека ќе срушите владата за 3 дена, терете ги колку мислите, 40 пресконференции, 80, пола година, колку мислите, влезете во Рачинова, условно победете, да видиме дали сте способни. Значи, тоа е апсолутно неверојатно неодговорно од страна на СДСМ што прифатија директно таа авантура. Но очигледно луѓето се толку разочарани во народот, не добивајќи поддршка толку долго време, само тука гледаат спас, само гледаат во меѓународната заедница начин да дојдат на власт. Се обидоа, се вида дека се неспособни, некадарни за тоа, претрпеа неверојатни загуби и ние, нели, целата држава, дестабилизација, напади од надвор, во меѓувреме почне бегалската криза, угледот на државата се влече по земја, се постави еден голем број преседани кои што видно не може скапо да начинат во политичкото дејствување, но конечно тој план не успеа и еве сега очигледно се враќаме на планот А, од секогаш народот дава легитимитет, граѓаните ќе одлучат, а потоа таа позиција на легитимитет ќе имаме опција, ќе имаме влада која што ќе носи одлуки кои што ќе бидат во интерес на Република Македонија, а не во интерес на меѓународните фактори. Тоа што која влада мислиш? Очигледно таа што ќе добиеме во април, за кој што сите не јасно како ќе изгледа кој ќе состав. Петар, не го коментираше првичниот став на СЕМ како влез во дебатата околу позициите на политичките партии. Сметаш дека, сега да метнам јас како джокер политичкава криза, дека политичката криза му погодуваше на Груевски заради тоа што дестабилизирана Македонија како да му оди во прилог, бидејќи, рековме, СДСМ констатирате, предизвикуваше одреден вид на дестабилизација, дека тој ќе во повторно позиционира во меѓународниот фактор? ВМРО и ДУИ? Не, јас мислам дека промената на пристапот на меѓународната заедница се случи во сред македонската политичка криза. Јас не мислам дека македонската политичка криза почна во насока на стабилизација. Не. Точно во свет. Да. Таа почна во насока на отварање на општеството. Значи, кога велиме меѓународната заедница има некаква потреба за демократизација, знаете, јас не би го нарекол тоа режим ченж. Мислам дека режим ченж е средство за да се стигне до некаква друга ситуација. Не мислам дека меѓународната заедница е некако специјално против нешто ВМРО или нешто специјално сега против СДС. Тие имаат потреба за едно уредено општество, каде некои практики нема да може да продолжат на овој начин. И сега може да редиме, се согласиме околу дека некои практики се во ред, дека некои практики не се во ред и така натаму и така. Не мислам дека односот на меѓународната заедница кон политичките партии може да се сведе на дека некој некого сака или некој некого мрази. И не мислам дека македонската политичка криза почна како обид за дестабилизација за да се донесе на било која партија подобра позиција. Мислам дека почна како обид да се средат некои работи кои прислушуваните материјали на многу еклатантен начин ги открија. Да се спречи таквата можност за такво однесување понатака за било која политичка партија. Сакав да кажам, политичката криза постоеше веќе години и нешто.
мигрантската криза влезе како дополнителен генератор на политичката криза која може да го забрза процесот на решавање на политичката криза. Така е. Наместо да го зголеми јазот, Со тоа се таа ќе биде согласувам. причина за да го надмине. Значи Македонија побрзо да го реши проблем. Мигрантската криза нема да биде причина да се надмине македонската политичка криза. Јас тука не се согласувам со сем. Мигрантската криза ќе биде причина македонската криза да се стиша под тепих. Да и се дадат кортикостероиди. Да не се реши, да се смират симптомите на македонската политичка криза. Но во суштина, системот во кој се однесуваме не е одржлив. И мигрантската криза ќе продолжи 2016, може би дел од 2017. Во моментот кога ќе помине потребата за итна стабилизација со решение на симптомите, повторно на темата се вратат сите оние практики кои во меѓувреме по мене ќе ескалираат. Така што ќе биде уште Не реков нешто друго, токму тоа и во таа смисла мислам дека меѓународната заедница, знаеш на што се навраќам. Ти велиш победили Груевски, готово. Не, реков дека А никој нема се бави со тоа. победи, ќе го остават. Јас така тразо затоа и приескате Не може, може би се да само ќе бидат принудени да немаат кадарни лидери кои што личат окей на камера, кои што знаат да зборуваат, кои што не се самите заглибени во криминал, кои што од сите страни излигува, па може би ќе може да понудат подобра опција, па да можеме нормално да разговараме на политичка дебата за нормални работи како со образование, здравство, економија и така натаму, а не да се расправаме, еве сега вие за 3 дена ќе ве срушиме, ќе се влечете по улица, имаме бомби, ќе ја дигнеме земјата во воздух. Мислам дека тоа би било во ред, тоа би било добро доколку натаму се движат работите. Добивам сигнали дека, а и гледам посадато, дека час и половина дека разговараме на оваа тема. Мислам дека доста од прашањето што ги отворивме, ги затворивме со одговори, за некои најмногу се согласувавте, за некој не, што е добро во една дебата. Ви благодарам што бевте гости во ТВ Нова. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам на вниманието. Останете со останатиот дел од програмата на ТВ Нова. Се гледаме секој ден со различни луѓе во дебатите на ТВ Нова. Пријатно.